За оние што сега се вклучуваат на фреквенцијата на 1 ТВ, добар ден од мене, Ацо Кабранов. Го следите отвореното студио кое што стартуваше од 14 часот и ќе биде се до 23, како што знаете. Наредниве 30 на минути ги резервиравме за гости на нашиот Зоран Василевски. Нешто убаво, односно љубов на млади, мали деца, би рекол, кон конјичкиот спорт, нели, џокеј, така беше, нели, Зоки? Да, џокеј. Повели, само представи ги кои ќе ти бидат гостите, ти се тука, кои ќе бидат гостите и... Ја мислам пред да го погледаме прилогот што следи, а после ќе ги најме да бидат изненадувања. Добро. Може така, нели? Се согласувам, режија, значи одиме прво со тоа што Зоки вчера снимаше во конјичкиот клуб во... Бравадос. Да. Кога го истимаривме, уствари така се вика тимарење, сега што е наред? Сега прво ќе ставиме ова мартингал. Како се вика? Мартингал. Мартингал. Ова зашто е? Тоа за да го држи седлото. Ба многу е мирен, нели? И во го следевме. И косата ме направивме, успори гривата да му биде убава. Колку време го јаваш? Епа, се скоро 2 години. Мирене? Да. Некоја што те касно? Не. А не те удрил, така? Па еднаш ме удри малце, ама не сакајќи веќе. Му се свига микрофонот наш. Ова не му смета облека железо? Не, тоа го правуваме. А значи ова е лево и десно, така? Да. Исто како автомобил? Да. Волан, лево, десно. Ако сакаш да застане? Ако сакаш да застане, само ќе го повлек. Аха. Ја шо Емилија? Како се вика? Бравадос. Ова е фраер, нели? Да. А овие што му ги ставите на нозите, како се викаат? Камашни. Камашни. Те зашто служат? Тоа не си ги повредува нозете. Како штуци на кај фудбалерите? Да. Исто? Па, да. Личи. Ова е се кожа, така? Да. Многу се фраер. И како научила да го срештава? Така, од тренерот ме учеше порано, ме помагаше и научи. Значи само ставаме седла? Да. Добро. Ајде. Сакаш да ти помогнам? И можеш сама. Пова тешко било. Па не. Па не, чекай ма, држи го ти микрофонот. И ја го најскам, ја ти искам да го најскам. Добро. Дај ќе ме биде, Добро. Супер. Ова мора да е удобно, така? Ова? Тоа доле. А доле го врзуваш. Кристина, знаеш дека вика дека кога Господ ги создал животните, му дал на конјот најубавите работи. Значи сила, вика побавина, очи, моќ. Што мислиш ти? Па, може да се каже. Ја многу ги сакам, ти? Ти повеќе од мене. А што ме бројка облека? 90? Тоа е, која година е роден, А што која дата? Не можам да видам, 90? 98 и во 20... Значи колку години има Бравадос? 20. 20 години, он е, значи дечко беше, така? Да. Дали знаеш колку се интелигентни коњите? Вика дека се најинтелигентни суштите на планетата. Па да. Знаат да сакаат многу и да почитуваат. Да. Мислиш што сакате ви многу? Да. Како ти ви покажа дека те сака? Епа, не прави глупости додека го јаваш. Многу така повирена со тебе и се. Че ме сака и мене, гледаш, ако ми дава да го гавам.
Како го среди? А ова како се вика? Ова, тоа е узенгија, тоа е много. Узенгија. Да, узенгија. Така се качуваш? Да. Тешко ли Много. да се качаш на коњ? Па не, Сама се качуваш? да. Нешто е нервозно или мене така ми се чини? Сега дека го стегам тука малку. И ја не сум. Кристина. Добре. Супер. Сега сме спремни да одиме да јаваме, така? Ајде, земи го. Вака, јас скидам до тебе. Тука ке се качаш? Не знам уште. Сакаш ја да те држам? Ајде, ја ке го држам. А ти качи. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me. Знаеш што прави вака? А, се поздравува. Поздравче! Кристина, сега ти ке се качиш на Бравадос и само ќе ми кажеш колку до сега имаш награди добиени. Добре. Слушам. Епа имам повеќе од 20 награди. Пак се поздравува. Ајде, качувај се. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Колку е напорно да јаваш еден коњ и доста да го управуваш? Епа доста напорно. Напорно ти? Да. Значи, се движиш со раце, со нозе, мора да бидеш стегната. И како е чувството да кога јаваш коњ? Па многу убаво. Супер. Кристина, ја и ти доаѓаме сега во студио, тамо ќе да разкажеш малце повеќе за тоа што тебе ти е професија, односно јавач на коњи, така? Да. Идеме. Еве сме повторно во студио, во живо. Да, тоа е Христина, младата џокејка или јавач на коњи. Убаво хоби, прераснува веќе и во професија. Зоки Василевски ќе ви ги представи, веќе гостите се тука. Тука е тренерот на Христина и незиното помало другарче. Зоки, повели. Да, Кристина, како се допадна прилогот? Ја ти Витев ќе те донесам во студио. Дали ти убаво овдека со нас? Да, многу. Така, иначе ова е Кристина Мур, незиниот тренер Боби Плочка. Ја те знам како Плочка. Може така да викам? Така, и сите ме знаат така. И малиот, ке кажеш како се викаш? Петар Милошев. Супер. Боби, како тренер, како џокеј, успеваш да најдеш талент кај млади деца како Кристина? Пред да ви одговорам, прво имам еден подарок за еден тебе, за успешна и среќа во работата. О, супер. Забери ќе. Подковица? Подковица од Бравадос. О, фала многу. Благодариме. Многу е убава. Ќе носи среќа. Благодариме. Да ви носи многу среќа и Фала успех ти. во работата. Фала. Која камера да ја покажа? Да, така. Да. И Боби, Па, ти долго време јаваш коњи? Јас се занимавам веќе повеќе од 30 години со овој спорт, а како тренер веќе 15 години. Со овие прекрасни деца и животни е задоволство да се работи. Да. И да те, значи, да те прават да си среќен, нема ништо поубаво на овој свет. Кристина има голем талент, така вела за нејзија, ја тоа го видов вчера, се го видов во живо. Кажи ми, Кристина, како е да јаваш коњ? Ти имаш само 14 години, а јаваш од своји 6, така? Да. Кога прв пат се виде со тоа животно очи во очи? Епа 7 години имав тогаш кога. Малце Лесно да зборува. 7 години имав и не можам да го опишам чувствата, многу беше убаво. Ова се сите твои награди? Да. Ај ке ми кажеш една по една вака. Не мораш сите. Радите, се извинувам што се мешам. Христина, како да доби идеја ти или твоите родители да почнеш да се занимаваш со јавање на коњи?
Па ја би се умешал во ова, пошто незините родители, она израсна и е родена со коњи. Така. Незините родители има коњи и она откако се роди е со коњи. Во незиниот двор и во незината Значи прво оде куќа. со коњи. Да, Така? да. А Петар? Јас се запознав со коњите уште како мал, 3 години имавме. Тогаш татко ми, сестра ми, не знам, има некој, не знам, сака да јават и купија конј, прво еден викинг, па после некое време купија уште еден конј за сестра ми со Леа. И од тогаш... Има 14 години, така? Да, 13. На твоја возраст обично играат кошарка, фудбал, ракомет, а ти јаваш коњи. Да. Како го прифаќаат твоите другари, твоето хоби? Па ми викаат, зашто не идеш со нас? Ама тебе топка не те интересира, те интересираат коњи, така? Да. А Боби, а колку имате коњи во клубот? Вака, ние сме сега сосема млад клуб, веќе 6 месеци. Со Љупка Аврамовиќ загризавме малце посериозно, не очекувавме дека ќе бидеме толку успешни и толку ќе напреднеме и со спортот и со коњите. Започнавме со 10 коња, сега веќе имаме 23 коња во шталата и преку 20 членови, така да сме доста Се преуваат застапени. младите да јават? Па, презадоволен сум да ти кажам, немаше пред некое време слаб одзив имаше на Зошто? желба за јавање. Јас се мислам дека медиумите се малце виновни, нема значи снимање на превари едно Значи друго. афирмација му фали Откако на... вие ве почнавте да не рекламирате и да снимате и да Почна да ви се јавуваат. да се јавуваат и да ги копка повеќе и да доаѓаат и да се распрашуваат и да јаваат. А јас може ли да прашам, да го прашам тренерот, зошто беше слаб интересот? Скапа ли инвестиција, например, на родителот? Многу е убаво да ги насочува децата да имаат хоби, да имаат занимање. Сигурно поголем дел од денот покрај училиштето го поминуваат и во конјичкиот клуб, што е добро. Наместо на улица или еве како што гледаме немили сцени, насилства, тепачки, баш е убаво родителите да ги усмеруваат децата, ама голема ли е инвестиција тоа чланарината или мораат ли да имаат конј? Па ја мислам дека не е инвестицијата, него треба многу време и желба. Значи, Треба некој да ги носи до таму, така? па и Ангажман од носењето родителите. не е проблемот, него проблемот е треба да има желба, да има љубов. Без желба и љубов нема резултат. Да, но кога се мали ги насочуваат. Родителите се тие што ги насочуваат да ја развијат таа желба, таа љубов. Па да, во право сте за тоа, ама детето има желбата и љубовта спрема животните, малку е скапо за наши услови, ја би Да. рекол. Чини, например, месечно. Месечно чини 10.000 денари, член да биде во клубот, со тоа што Мора да добива... имаш коњ, не мораш, така? Не, Коњи се добива сделуваат наш кај коњ, вас? добива тренер Да. и сите услови што... Колку пати неделно? 4 пати неделно. 5-4 пати збориме за, ако се бави за спорт. По колку часа во денот поминуваат на тие тренинзи? Па за тренинг на коњот 1 час. Само еден час? Само 1 час. А после тоа ти марење, па храна. Предходно, значи предходно. тримарење, не е само јавањето, него треба да се здружи со коњот, треба да го среди, да го исчисти, да го исчетка, да го изјава, после јавање да се среди коњот. А да се купиш коњ? Па, да си купиш коњ. Колку чини да се купиш? Ете, Христина има коњ, колку што разбрав. Се зависи од грлото Од расата. и од расата Да. и за што го купуваш коњот, значи од Кои се 2 најскапи? до 2-3 милиона евра еден коњ чини. Арапски, чисто крве. Такви тука сигурно нема. се за друга намена, ние имавме еден многу убав арапски коњ, тој го поклонивме, пошто нашиот клуб е за спорт. Арапските коњи сакат повеќе простор да галопираат, да трчат, ние сме малку во потесен простор и за него гушиме и да не го малтретираме, го поклонивме за да може да ужива. Да, ова се награди добиени во Македонија или во светот? Овие награди се неколку од надвор, имаме Тука на има една... Ај, Кристина, ти ќе не ја прочиташ. Тоа е на Христина награда или? тоа се на Христина Браво, наградите. Браво, Христина.
Моите не може да ги донесам, немам со што да ги донесам. Така. Значи Кристина е надежен џокеј. Па да ти кажам, е прекрасно се работи со едно вакво девојче. Пред се што е многу добар као спортиста, него добар и... Како тоа го препознаваш кој е добар, кој е не на коњ? Самиот коњ го покажува. Како? Ако си нервозен и ако работиш нешто што не го сакаш, самиот коњ е нервозен и не дава резултати. Значи одбива од наредбите, одбива од скокање, одбива од се. Така да е со Кристина бевме на Балканскиот шампионат во Загреб. И победивме? До предпоследниот ден, значи последниот ден до финалето бевме меѓу првите 5, ама не искуството, него немавме доволно излегување на надворна надпревари на ова, не искуство на меѓународни надпревари. Да, малце психички бевме оптеретени, највеќе Кристина. Кристина е најмала? Од сите надпреварувачи? Од сите, Петар ни е најмал. А Петар е најмал. Тој сега почна оваа година да се надпреварува. Така да до сега, откако сме самостална Македонија, што сме учествувале на меѓународни надпревари, Кристина има најдобри резултати. Таму одима на коњот со Фиром или со... Не, со Македонија. Со Македонија. Во Грчка се надпреварувате, така? Не, во Загреб беше. А во Грција одите? Одиме таму, сега не сме биле ние со новиот клуб, а преходно бевме. Ама не признаваат кој клуб од Македонија, така? Немаме проблем со тоа. Фирм, имаме. Да, сакам Христина да ја прашам. Христина, ти на твоите другарчиња им ја пренесуваш им го пренесуваш ова хоби кој кај тебе веќе не е хоби, прераснува во друго, ти веќе се такмичиш. Па да. И заинтересирани се Не, они не се толку заинтересирани. Зашто се заинтересирани? Епак за фудбал, за кошарка, за другите спортови. А за спортови, и тоа е добро, да. Други спортови, али коњичкиот не ги. Да. За жал. Петар, твоите другари? Па моите другари не се толку заинтересирани за тоа. Имам еден другар, ама и тој не е толку. Тој некаде ја. Толку. Се плаши или што? Да, страф му е. Мисли дека ако се големи, дека може да му направи многу. И се плаши од Се коња. плаши, да. А ти не се плашиш? Не. Боби, колку се интелигентни коњите? Јас дека прочитав дека имаат интелигенција на 6 годишно дете. Дали е тоа точно? Па за мене се стварно прекрасни животни, едни од најинтелигентните животни, затоа што многу се приврзува спрема човекот, кој што му ја пружа љубовта, вистинската љубов, и се дава од себе за да те направи и тебе среќен. Најголемиот проблем кај коњите е што се најплашливи животни. Секој шум, секој нешто го регистрираат. И затоа им се ставаат тие ушки на надпревари на ова, затоа што има повеќе народ, повеќе луѓе кои што не се бават со коњички спорт и не знаат дека треба да биде тишина и мол. Сакам да те прашаме, пошто си професионалец во огледување на коњи, каков коњ јавал Александар Македонски? Па, Александар Македонски, неговиот коњ се викал Букетфал, тој бил од арапската раса. Арапска? Арапска раса. Тогаш било во Македонија арапски коњи? Па, арапските коњи се први у свет. Стварно? Да. Значи он јавал Сите други раси се има арапска крв. А споменици што се на Скопје со тие коњи, која раса? Па тоа се од овие што беа кај нас во Ергелата, на жало што ја уништија во Витачево. Тоа се војската ги чуваше хафлингери и босанско-брски. Не зборам за овие што се споменици. Спомениците се брцко-планински македонски. Не, тие се земени од нашите коњи, значи од македонска автохтона раса. Да, еве на Александар Македонски е од овој коњ земан за да се прави од Ролекс. Аха. Значи, тоа си ти на фотографијата. Јас сум на фотографијата со Ролекс и на плоштад што е споменикот е скулптурата од него правена. Аха. Ти не ми речи на арапски, затоа те прашав, тези се тенки високи. Предпоставувам тренерот првен, па и Христина и Петар ке прокоментираат. Предпоставувам дека за да бидат членови на коњичкиот клуб, услов е и да се ги завршуваат и училишните обврски пред се, да бидат добри ученици, да не го запоставуваат школото. Тоа е на прво место. Тоа е прво.
Тоа е на прво место. Ако се слаби, јас си зимам за право да отидам и да посетам нивните класни наставнички и да прашам како се во школа, дали се редовни, дали посетуваат настава. Ако не се како што треба, нема тренинг. Значи подказна се. Кристина, казната е нема доаѓање во клуб. А тоа е најголема казна за луѓето што се како Кристина што сакаат да бидат конјите. Кристина е одлична ученичка, нели? Скрос? Да. Добро. Браво. И Петар е сигурно одличен. Еве тренерот кажа дека тој се грижи исто како и нивните родители. Оди во училиште да праша дали имаат проблем или немаат, дали си ги завршуваат таму врските. А Боби, за крај имаме уште време, нели? Има уште. Добро. Режија имаме, нели? Сакам да те прашам, давате часови на луѓе што се аматери? Да, имаме значи инструктор кој што работи со почетници. Тоа е Марија Мор, на Кристина сестрата. Да. Имаме за нив многу фини, добри, мирни коњи, што може секој... Коњи на кои верувате вие, така? Така, секој што ќе посака може да се качи и со гаранција дека нема ништо да падне. Да. И сега сакам на гледачите на Еден ТВ да им подариме 2 часа гратис, да тие што ќе ни пишат на сајтот на Еден ТВ. Ти ќе ги тренираш? За нив јас 2 часа јавање на коњи. Да, 2 часа јавање на коњи за првите што ќе ни пишат на сајтот на Еден ТВ. И ако погодат за овој викенд. Да, за овој викенд. Следниот викенд. Ама треба да погодат нешто. Ја претпоставам дека ќе биде прашањето или ќе се согласиш ти која раса е коњот на Александар Македонски? Па кажавме. Ја кажавме, ама ако слушнале ќе сватат дека го знаат. И воедно сакам да најавам 13 и 14 на стариот хиподром во Маџари имаме голем меѓународен турнир кој што се припремаме и се надеваме дека ќе дојдеме ќе снимаме. Ќе бидете и вие присутни таму. Или се надеваме за на тој турнир Кристина и Петар. Петар уште не е стасан за тој турнир, пошто тоа е под меѓународен, под ФЕИ стандарди, така да висините за Петар се уште високи, али за Кристина се надеваме дека ќе ни го обели образот и на овој меѓународен турнир. Колку рипа, Кристина? Па овој турнир ќе биде 130 со 2 баража, што значи тоа кој ќе помине чисто во тој 130. Без ниту една грешка. Ниту една грешка, се подигаат пречките за уште 10 сантима. Да, и сега да те прашам како знае коњот точно кај кога треба да рипне и тоа што е како го викате. Па тоа затоа го правиме и тренингот, најбитно е јавачот. Да научи кај треба да рипне. Битно е јавачот, значи тоа се вика осет и око, значи да го доведеш на правилно место да му е одскокот, за да може да скокне, да биде без да слуши пречка. Да ми покажеш само, имаме сега дизгини, ти му кажеш како треба сега да рипне. Не му шепкаш, значи неколку метри пред скокот. Му кажуваш нешто? Не му кажуваш, или треба да го подзадржиш малку ако дојде поблизу, или да го гурнеш ако е подалеку. Значи тоа се финеси што се многу... Нешто им шепкате на уво. Финеси се кои што многу улога играат во резултатите. Да. Кристина, дали некојаш се паднала од кој? Да, нормално. И како беше? Нема, кој не се качил само не падна. На која, Кристина, која висина до сега ја постигнала, која пречка да во рипање коњот да рипне? Кристина на една на тренинг има 160 скокнато, но тоа не е ништо за резултативе. Сега имавме првенство 4-та кола. Незината категорија беше 120 сантиметри за деца. Јас ја ризикував и ја пуштив у високото заедно со мене у сениорските паркури, така да ме победи. Те победи? Ме победи и се гордеам со тоа. Да пукне. И беше прва. Тренерот. Да. Имавме и гости од Албанија и од други клубови. А вие се надпреварувате? Молам? Вие се надпреварувате? Да, се уште и сега исто на овој меѓународниот напревар. И сега на меѓународниот турнир исто? Кристина е првак оваа година за деца, јас сум првак за сениори. Браво. Во државно А првенство. кога ќе се надпреварува Кристина со повозрастните? Кристина до година е веќе јуниор,
Оваа година беше деца на Балканскиот шампионат. Има ли шанса да направи сега полни светска кариера? Па се надеваме. Сега како имаме и добри грла и млади грла и клубот ни е нов и се надеваме дека до зимава ќе направиме и затворен мањеш хала, за да може да работиме, пошто условите кај нас зимно време се студени, зимите со снегови, со на коњите. Значи, како и секој спорт, то не може да се откажат овие деца од приватен живот, од дружби. Па и тоа е забава, спортува. Да. И ова е забава, ова е поголема забава него да отидат некаде во диско и кафана. И има и време и за тоа. Да. Има и време за тоа, ако си го испланираш и времето за се има време. Супер. А ти имаш така прашање плюс? Па не знам. Многу ми се ќутливи Христина и Петар. Не може тренерот не може да каже. Они се вешти со коњите. Така? Треба да дојдат без мене. Малце има трема од тренер. Па добро, имате трема, немате. Тоа е нормално. Што да ви кажат, они се веќе вешти со коњите, не треба да зборат. Значи Петар од идната година ќе го стартувате со надпревари. Петар веќе од идната година ќе стартува за јуниори. Јуниор ќе биде. Ако се покаже прво у школа, ако биде добар у школа, се надевам дека со коњеве ќе биде супер и ќе го носиме него на Балканијада, што ќе биде во Словенија, во Липица. До година во Словенија, во Словенија, во Липица ќе биде балкански. Таму се најбавите коњи, нели? Липицаните се на Балканот се скапили се многу. Кај нас ги има? Имаме, да, и во нашата и во град Скопје што ги земаат за пајтоните и тие двата се лепицанери. Имаме едно 10 добри лепицанери. И во нашата штала има исто од Липица имаме коњ лепицанер. Кај вас кога бев имаше еден многу коњ, нема за расата Кристина, како беше тој црниот убавиот? Фризи. Фризиски лета. Поубаво створење не сум видел во живот. Да, имаме и две кобили кои што се купени од Холандија. Со страшно педигре, но за жал нема пастув, не може да се размножуваат, ама има сега на вештачки начин, така да план сме да извадиме. Супер. И од нив. Јас сега само за крај сакам да прашам, не знам дали можеби и рековте, во конјичкиот клуб тоа се коњи на, слушнав дека Христина имаат незините родители коњи, така? Купено. Значи, тоа не се само коњи на конјичкиот клуб, туку и на луѓе кои што ги дале таму да се нивни, но ги дале таму на чување. Да, чување на пансион се кај нас и Петар си има свој коњ. Да. Кажи Петар за коњот твој. Како се вика Петар твојот коњ? Мојот коњ се вика Coldplay, го донесува пред 3 месеци од Србија, а пред тоа бил од Холандија. Разбира македонски? Го разбира Петар. Разбирам. Го разбира Петар. А Кристина? Јас имам 2 коња сега. Како се вика? Надира и Ролекс. Машко и женско? Надира е женско, Ролекс е машко. Ролекс. Значи, Скопјани има и такви што купуваат коњи и ги даваат кај вас на пансион. Да, не само кај нас и во другите клубови. Да, општо мислам дека практикуваат тоа. Има повеќе приватни коњи. Скапа е да се чуваат коњиве, така да со повеќе луѓе кои што чуваат коњи е полесно и за одржавање и за... Колку е месечно? 300 евра, 400? Па повеќе од тоа кошта да се. За храна, за отимарење, за потпирање, за ветеринар, за витамини. Но кога е упрашање љубов и тој што има средства, зошто да не, така нели? Јас се согласувам со вас и би сакал што повеќе да има заинтересирани луѓе кои што барем да не посетуваат и по некој час да се качат на коњиве, затоа што чувството е прекрасно, еве Зоки неколку пати. Да, сум дошол. Значи нема поубаво чувство него. Да, ама уште нема паднато јас. Не си се бавил сериозно. Паѓаат оние кои што се бават сериозно. Така, ќе паднам и јас. Значи секој џокеј мора да еднаш да падне барем, така? Или еднаш е малку? Да не збориме за тоа, да збориме за убави нешта. Па добро и тоа. Да. Не мислам на тоа да падне па да се повреди, него да падне да стане. Да падне и да стане, за да можеме се смееме. Така. Да. Еве, ја мислам дека тука негде треба да го
привршиме овој разговор, да зокидем да се заблагодарам и на Зоран и на вас како гости што бевте во денешното издание на Отворено студио 1. И ова е убав пример вовед од 17 часот во една друга дебата која што е затоа одевме со еден убав пример и со хоби на млади, на деца, на млади. А од 17 часот ќе имаме со мојот колега Боријан Јовановски и нашите гости, заменик министерот за образование Атанасов и Петар Атанасов и од Меѓаш и Драги Змијанац и уште една директорка на основно училиште. Ке зборуваме за она што вчера беше експлозија во јавноста и по социјалните мрежи и по медиумите, за инцидентот во Скопското училиште, каде што осмоделенци деца, не знам дали осмоделени или кој, фрлија нивна другарка со ученичка од вториот спрат на училиштето. Тоа најде на жестоки осуди пред се на директорот таму, на наставниците, но тука се и родителите кои што требало да влијаат и ќе разговараме за од каде таа агресија меѓу младите и насилството, односно што ни се случува во општеството. Но ево од режија ми јавува дека веќе дошло време за вестите. Александар, повели. Така е, колега, време е да ги проследиме најновите информации од